Стотици деца и возрастни без матична евиденција се лишени од правото да градат продуктивен живот, правото на школство, нега, социјална грижа, правото на работа. Немањето слух на власта за овие проблеми го натера активистот за човекови права и слободи Суад Мисини да започне штрајк со жет. Сам во паркот спроти македонскиот парламент испрати порака за ургентноста од потребата да се донесат законите. Апелира на животот да му се стави македонско знаменце со значење веднаш. Со овој тип на штрајк сакам да ја потенцирам ургентноста на тоа дека треба да се делува веднаш, институциите треба да делуваат веднаш заради тоа што не смееме веќе да дозволиме децата на Македонија да умираат. Добар чекор беше направен минатата недела со измените во Законот за матична евиденција. Најургентно е сега да се донесат измените на кои што веќе е работено. Тоа е позната материја за пријавување на престојувалиште и за лична карта. Како што посочува Мисини, има неколку нивоа на административен статус: запишување во матична книга на родени, издавање лична карта, издавање државјанство. И секој аспект на овој статус на секој граѓанин е поврзан со пристапот до одредени права. На местото од така наречените фантоми, вели треба да се појават граѓани и продуктивни поединци, кои ќе ги уживаат правата гарантирани со Уставот, но и ќе плаќаат даноци. Ние како држава мораме подхитно да ги средиме овие луѓе, да им ги дадеме сите детали од административниот статус кој што им следи и да ги интегрираме во системот, дали во школство, дали во работниот вработување и така натаму, за да не дозволиме постојано да се бавиме со ова. Затоа што ние со ова се бавиме веќе со децении. Најмалку 2 децении. Мислам дека е дојдено времето сега да се стави еднаш за секогаш крај на овој проблем. Собранието минатата недела донесе измени во Законот за матична евиденција, со кои секое родено дете на територијата на Македонија има право на упис во матична книга на родени веднаш, а најдоцна 45 дена од денот на раѓањето, независно од државјанството и личниот статус на неговите родители. Овој закон се донесе откако почина Мемет Камбер, момче фантом, кој не можеше да се лекува бидејќи немаше лични документи. Неговото тело остана 10 дена во мртовечница, бидејќи не можеше да биде погребан.